Вчера се одигра надпреварите од вонредното девето коло на третата македонска фудбалска лига Север, а лидерот Евромилк од Горно Лисич ја продолжи победничката форма откако славеше во дербито со БВК Конјаре со резултат од 2-3. Некогашниот прволигаш од Горно Лисич е осумен на врвот од табелата и продолжува да трасира патот кон баражот за втора лига. Тимот на Отлија доживеа нов пораз од загуби од Фортуна со 1-2 на домашен терен, па така новиот третолигаш остана на дното од табелата како единствен тим кој нема освоено бодови. Конечно радост за Кадино, некогашниот второлигаш на домашен терен со 4-2 го доби тимот на Бесо од Саре, па така стигна до вториот триумф и се обидел да фате приклуче кон средишна дел од табелата. Башки Милјуботен со убедливи 3-0 на домашен терен славеше сигурна победа над Студеничани, а пак Чинје кој игра во одлична форма и сака да го напаѓа врвот на Северот, ремизираше на гостински терен против Лопат играјќи 1-1. Дербито меѓу Аеродром и Куманово му припадна на домакинот кој со 2-1 беше подобра. Екипата на Куманово го доживеа првиот сезонски пораз. Највисока победа забележи екипата на Рженичина која на домашен терен го декласираше тимот на Беса Слупчине славејќи победа од убедливи 6-7. Евромилк од Горно Лисич е прв во трета лига Север со 25 бодови. Некогашниот прволигаш останува единствениот тим кој нема пораз, има 5 бода повеќе во однос на Пчиња кој е второ со 20 бодови, а толку има и Аеродром кој е трет. Куманово со 19 бодови на четвртото место, но има меч помалку, а на петото место е БВК Конјаре со 17 бодови, но и меч помалку. Па по одигрувањето на овие изостанати надпревари од претходното коло кои беа одложени поради обилните врнежи од дожд, ќе комплетира на самата табела која може да направи промени околу второто и третото место.